ако може, по минутка, секој, да се каже нешто, па Ванчо да почне со своето. Да, Клинтек фирма застапник за Керхер, германската фирма за производство на машини за чистење, пред се професионална индустријска употреба и за домашна употреба. И исто така преку правниот субјект Хигиена Плюс нудиме услуги за одржување на хигиена. Кратко би било тоа. Добро. Добро, фала. Рино, еве пошто почнавте вие така погласно да зборувате на стартот. Одмотирај го. Да, извини. Се спремам на ушарите да ги земам. Не може, после ги читам. Да. Кратко е Рино Шарович, фирма Микпром. Се бави со трговија на големо и мало со алати за машинска обработка. Така да работиме најмногу со индустрија и со широка потрошувачка, ама не толку многу. Ке се расшири, сега готово се отвара. Па идејата е таа. Супер. Фала, Маријана Кучовска. Маријанна или Маријан? Кај само? Еве, ајде уште еднаш. Ајде, извинете. Добро. Здраво. Јас Здраво. сум Маријана Кучовска од Крушево. Прв пат учествувам во ваков вебинар. Ги гледав видеата од претходните вебинари и навистина мислам дека доста добра е ова иницијатива да се запознаеме сите како треба да се работат некои работи. Иначе идам од фирмата Инен Декор од Крушево. Се занимаваме со производство на дрвена граѓа, односно производство на врати и прозори, исклучиво од дрво. Работиме во Македонија, работиме во странство. Одлично. Ке имаме позитивни искуства од овие вебинари. Одлично. Супер. Фала. Ајде поред сега, не знам кој е редот. Ајде кој прав сака трет. Четврт подушта. Река, јас го гледам Река, па Таша, Владо, па Еленаша. Ке мене поинаку, не знам, не е важно. Јас сум Чкелцин Река, доаѓам од фирмата Home Concept, ние се бавиме со уредување и опремување на објекти, продаваме мебел на голем број турски и италијански фирми. Специализирани сме на внатрешно уредување и тоа го правиме на септември. Одлично. Фала. Таша Влахо. Јас се извинувам, само не можам да вклучам камера моментално. Ништо страшно, не е проблем. Здраво на сите. Здраво. Јас сум Таша Влахо од Хотел Влахо Скопје. Работиме веќе 5,5 години во Скопје, во центарот на Скопје. Позитивно искуство од овие вебинари и продолжуваме понатаму да бидеме заедно со вас. Одлично, фала што сте тука. Благодарам. Елена Шулковска, Технолаб Скопје. Добар ден на сите. Добар ден. Јас сум Елена Шопковска од компанијата Технолаб од Скопје. Компанијата работи во доменот на безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина. Технолаб практично асоцирана лабораторија, значи нашата компанија е акредитирана лабораторија за сите мерења и во животна и во работна средина, како и консултантски услуги, исто така и во безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина. На кратко би било тоа. Така, одлично. Фала. Драган? Здраво, Драган. Драган, добар ден. Добар ден. Не, Драган туку е Душан тука негде. Значи Драган е син ми. Добро. Душан е одмакнува тука. Значи нашата фирма се бави со дистрибуција на бебешка галантерија за Македонија, некои германски програми. Тоа. Добро. Супер. Многу различни. Да, супер. СБДМК, што значи тоа? Здраво, Драган. СБДМК е Стенли Блек енд Декер од Македонија. СБД е матичната компанија, америчка корпорација за брендовите Девал, Стенли, Блек енд Декер, кои се кај нас во Македонија.
Останатите брендови уште 20-30 не се на жалост на нашиот пазар. Така да тоа е се електричен алат, рачен алат, за индустрија, за нечисто производство, широка потрошувачка и така натаму. Го добив мейлот, па ме заинтересира, нели, секоја информација, секоја новина е добро дојдена, па да слушнеме. Одлично, фала ви. Невена? Ако можете да се вклучите. Да, повелете. Ме слушате? Да. Јас сум Милка Милчова, Невена исто е керка ми. Јас сум од фирмата Меблик. Ние сме застапници за Felder Group од Австрија, производители на машини и алати за дрвна индустрија, исто така сервиси, резервни делови. Одлично, супер што сте тука. И Менка? Уклучам. Тука сме, да. Слушнавме. Сега. Се слушаме? Да, повелете. Јас сум Менка Ѓозева, сметководствени услуги. Фирмата е Екстра Тим. Така. И тоа е тоа. Работам во домашни услови. Така. Како и повеќето. Супер. Добро, да, фала ви што кратко се представивте. Она што денес како зборуваме интересна тема и она што знам дека Ванчо ги има подготвено е прилично интересно, прилично конкретно. Нема да даваме часови по маркетинг денеска сигурно, меѓутоа градивото е онака соджвакано, практично. И Ванчо, ако се служи со мене, голем дел од работиве веќе ги применуваме со месеци, можеби подолго време. И затоа ги споделуваме на денешниот вебинар, за да можеме да споделиме и наше знаење, наша пракса и сметаме дека е корисно по голем број на клиенти на Златна книга да ги користат. Така да ја ви препорачал да ги исклучите сите работи што би можеле да ви го одлежат вниманието во наредниве половина час до 40 минути. Ќе зборуваме и на крајот со прашање и одговори, така да ако имате нешто што би сакале да не прашате, да го прашате Ванча, слободно запишете, поставете прашање. Ако знаете како со Zoom да работите, има тука и дел на чат, па може тука да напишете прашање. Како ви одговара повеќе, така може да се вклучите во живо. За Ванчо сам ќе се представи, ќе каже што е, како е, откаде е, што е Олом Веб. Она што е Златна книга сигурно го знаете, веќе го користите. Airtree Infomedija е компанијата која што стои позади брендот, кој што го знае, верувам, секоја фирма во Македонија. По бројот на корисници сме, нескромно кажано, најкористениот пребарувач во Македонија со Златна книга. Market Connect е маркетплейсот кој што бележи раст од некаде 25% во користење, особено во период на корона кризава, или со други зборови раскажано како заклучок, купувачите, потрошувачите и фирми и физички лица се повеќе бараат и пребаруваат производи на интернет и доаѓаат и до она што е понуда на бизнисите на Market Connect. И третиот бренд е In1, тоа е делот кој што ги покрива потребите на македонските фирми за изработка на веб страни, заедно со уште неколку алатки за дигитален маркетинг. Моето искуство во сите овие интернет маркетинг, дигитален маркетинг играчки е некаде повеќе од 15 години, но не сум тука сега јас да се представувам. Денеска сме за темава да го слушнеме нашиот гостин Ванчо Костурски од Олом Веб Македонија. Јас ќе запрам тука со моето зборување и препуштам комплетно се во рацете на Ванчо. Ето, само дали ми е шедна скринот, Горан, само тоа ме интересира. Зашо? Одлично се гледа, и барам ке мене, еве нека потврдат и другите. Добро. Океј, ти благодарам, Горан, ви благодарам на сите и ви благодарам на времето што го одвојувате и тоа е најскапата работа што можете во моментот да ја инвестирате, тоа е вашето време и за мене е
многу скапоцен цел овој вебинар, затоа што тоа е нешто што не можеме да го вратиме. Инаку работам дигитален маркетинг некои 12-13 години, ОЛМВП и Академија за дигитален маркетинг, работиме консалтинг, работиме во Македонија, работиме и надвор, со travel платформи, работиме во Србија консалтинг за една голема платформа за e-commerce, а во Македонија веќе традиционална, мислам дека е веќе 4-та година работиме заедно со Златна книга. Да не ја должам многу што сум и како сум, да ја представам агендата за денеска. Имаме 4 дела, тоа е корона време, ќе разговараме за стратегија, ќе разговараме за канали, ќе разговараме за тактики и ќе оставам еден многу добар дел за прашања. Би сакал секој од вас да ги запише прашањата, за да можеме да имаме активна дискусија во наредниот сат и нешто време. Уште еднаш ви благодарам на сите што дојдовте. За тие што беа минатиот пат, започнавме со една карикатура од Том Фишбурн, во кој што беше она големо raging ball, оној канон бол кој што удира во зградата и кога вика дека дигитална трансформација е нешто многу далечно што ни се случува и дека не треба многу да се форсира. Оваа недела повторно со Том Фишбурн, ова е неговата најнова карикатура. Јас се обидов малку да адаптирам, тоа е ги прашува директорот колеги што е тоа дигитална трансформација и како секој од вработените различно ја толкува дигиталната трансформација, некој мисли дека е Zoom, некој мисли дека е Skype, некој дека е Facebook. И уствари доаѓа после тоа на крајот со констатацијата дека ајде да почнеме од тоа што не е дигитална трансформација. Еден месец сме рамно од кога започна корона, цела оваа ситуација се е превртено наопаку, ги превртува нашите животи, ги превртува нашите бизниси, за жал превртува и луѓе. И некако најсоодветен термин ми е дека треба да се адаптираме постојано. Значи, од карантин, социјално дистанцирање, постојано да ги миеме рацете, да носиме маски, да гледаме како и пријатели и блиски ни се разболуваат. Ова е нешто што никој од нас не очекуваше да се случи. Покрај човечките трагедии имаме и реални и сериозни последици по бизнисот. Многу работи се променија, но се појавија и многу можности кога станува збор за нашите бизниси. Освен за нашите бизниси и за нашите маркетинг активности. Иако потрошувачите трошат помалку, тие се секогаш подготвени да купат производи или да купат услуги кои ќе ја елиминираат или ќе ја намалат нивната болка. Каде се потрошувачите? Јас ова поручек бев на еден многу интересен вебинар со моите колеги од Србија и таму, бидејќи има поголеми e-commerce продавници кои што сериозно се занимаваат со оваа работа, веќе водат сериозни статистики и велат доколку првата недела беше побарување за средства за чистење, асепсоли, ракавици, маски, веќе во оваа недела трендот, откако и они најавија дека ќе ги ослободат мерките, веќе во оваа недела побарувачката е на справи за вежбање, од минатата недела е справи за вежбање, а веќе во оваа недела веќе се тротинети и веќе луѓето се спремаат да излезат надвор. Потрошувачите се дома. Работат од дома. Ние сме потрошувачи, освен што сме бизниси и сме воедно и потрошувачи. Имаме повеќе време и сите потрошувачи имаат многу повеќе време да трошат на социјални медиуми. Потрошувачите бегаат во ескепизам и бегаат во забава и започнуваат сериозно да користат безготовински плаќања за намирници и за достава на храна. Оваа ситуација, овој коронавирус, како што кажав минатиот пат, има една позитивна работа во сите
глупости што ги прави на човештвото. Во Македонија конкретно позитивната работа е што ја јакне дигиталната инфраструктура, затоа што сме ние убедливо последна држава во Европа по дигитална и по медиумска неписменост. Доколку пред 2-3 недели не беше поимливо дека децата може да вежбаат карате на Zoom или дека може да играат и да земаат часови на балет на Zoom, дека часовите можат да бидат онлайн, се пополека си доаѓа на свое место. Јас долги години работам од дома, можда десетина, со исклучок дека бев in-house консултант во Златна книга. И за мене е ова нормална ситуација. За сите останато е ова нешто ново, нормално, кој што за прв пат започнуваат да работат од дома. Јас се осеќам многу поефикасен, многу повеќе работи завршувам. Интернетот во цела оваа ситуација е една од ретките бизниси кој што бележи раст. И раст во одредени индустрии и во одредени гранки кои што започнуваат со e-commerce, растот е како на почетокот на интернетот, тоа се огромни експоненцијални бројки. Тие растови ќе се смират, значи тие мораат да имаат некоја висина до каде што ќе удрат, некој плафон до каде што ќе удрат. Меѓутоа во овој момент сите што започнуваат со e-commerce имаат големи експоненцијални растови, што е добро. Дали оваа ситуација и дали таквите навики ќе продолжат, искрено не знам, меѓутоа знам дека ќе зависат од колку ќе успееме да влијаеме на навиките на потрошувачите. Секој бизнис кој што брзо се прилагодува или на интернет или се подготвува со решенија за да се појави на интернет. Доколку во првата недела имав неколку барања за електронски продавници да се направат поголеми и луѓето се размислува веќе од кога се ослободуваат мерките од пред 2 или 3 дена, сите викаат окей, во рете почнуваме, ова мораме да го направиме. Само за една информација за тие што не беа на минатиот вебинар, а тоа е дека 1020 електронски продавници работеа минатата година, само оваа година барањата, само во март се 117 барања, значи 10% е раст. Знаеме дека јас негде почнав 2009 и претходно имаше некои сериозни исто e-commerce продавници, а имате раст само во еден месец од 10%. И тоа не се однесува само на овие големи продажни ланци кои што постојат, туку се однесува и на мали бизниси. Ние имаме, го знам примерот со Крин, Горан започна со онлайн продажба. Имаме цвеќари кои што започнаа. Многу ресторани го трансформираа своето работење. Имаме многу повеќе брза храна која што започнува да продава на интернет. Многу повеќе продавници се појавуваат. Значи, дури сметам дека малите и микробизниси и солопренурите во Македонија имаат многу голема предност пред големите продавници, пред големите увозници, дистрибутери, затоа што знам неколку случаи каде што се заглавени во демократски процедури, дали треба да започнеме, каква продавница треба да направиме, дали ги имаме правата за сликите кои што треба да ги користиме и така натаму и така натаму. Што на малите бизниси им дава многу голема предност. Прашањето е од каде да започнеме. Дали на секој од нас ни треба дигитален маркетинг? Одговорот е да. Нема повеќе можеби, нема повеќе не. Зошто ни треба стратегија за дигитален маркетинг? За да имаме јасни насоки, за да започнеме да ја разбираме публиката, за да започнеме реален надпревар со конкуренцијата и за да креираме понуда за интернет, која што е иста, но не е иста со понудата која што ја во моментот вие ја имате. Другите оправдувања се немање на дигитални тимови, неквалитетен ангажман околу потрошувачите на интернет, недостаток на интегрирани природи, агилност, премногу размислување, заглавување во размислување и недостаток на оптимизација. Како веднаш да направиме мини стратегија за дигитален маркетинг? Реално се нема време да сега ние влеземе во големо стратешко планирање и во големи маркетинг планови, затоа што и во претходната компанија која што ја држав, тоа беше колектива која што функционираше во 100 земји, немавме еден голем план, една голема стратегија
и после тоа беше сето ставено на оперативно да се работи. Маркетингот и стратегијата ја креиравме во. Затоа може да имавме и таков бум да влеземе на 100 маркети одеднаш. Дали креиравте понуда за интернет е правото прашање. Значи таа треба да биде специфична понуда. Таа не треба да биде понуда истата онаа понуда како што се креира за офлайн или за физичка продажба. Јас се викам аналогна продажба. Дали пивотиравте со вашиот бизнис модел, тоест дали нешто адаптиравте или нешто ќе адаптирате, или пак дали влеговте во некоја си друга индустрија. Дали имате имейл листа, кој е вашиот идеален потрошувач и дали креиравте и се вика unique selling proposal или уникатна продажна понуда која што вие ќе ставите на интернет. Наједноставната работа, овој слайд го менував неколку пати, знае и Горан, претходно имав една упростена метода на стратегија, меѓутоа мислам дека од ова поедноставно нема. Истиот слайд ќе ви го пуштам и во PDF, ќе ја пуштам снимката, воедно ќе ви ја пуштам и репризата од минатата снимка, затоа што најдо време да ја снимам, тогаш заборавме да стиснеме да го снимаме тој вебинар. Јас го снимив и ќе ви го пуштам, ќе ви го пратиме и овој вебинар и претходниот и овој слайд, за да можете многу брзо да направите стратегија и да започнете да работите и да започнете да продавате и да започнете, јас ќе ви кажал во овој случај дигитален маркетинг. Значи, ова е една од најопростените стратегии и често ја користат стартапите во Америка. Ние сме ја користеле во минатата фирма и вртејќи, спремајќи го овој вебинар, се вратив на овие слайдови. Едноставно се вика GSOT, кратенката GSOT. Некој го викаат уште повеќе Ghost, меѓутоа ќе се задржиме на таа кратенка GSOT. Тоа се Goals, Strategy, Objectives and Tactics. Тоест, цели, стратегија, чекори и тактики. Најпрвим ја дефинираме големата цел. Значи, целта што сакаме да постигнеме, целта ни е што сакаме да постигнеме на повисоко ниво. Зошто сакаме да го направиме тоа што го правиме? Зошто? Кој е нашето зошто? Кога го решиме кој е нашето зошто, после тоа е многу полесно да ги решиме сите останати чекори. Второто е стратегија, тоест приод како ќе го решиме нашето зошто. Значи, каков приод ќе направиме за да нашето зошто го оставиме во следниот чекор, тоест objectives, тоест чекори, кај нас и goal и objective е исти збор, е цел, меѓутоа јас ги преведувам како чекори, а тоа се мерливи чекори за да се постигне цел според стратегијата. Како и сите бизниси, и дигиталниот маркетинг е многу голем. Можете да залутате, а тоа залутување во една или во друга област само ќе ве различе и во овој период воопшто не ви е потребно. Значи, мерливи чекори да се постигне целта според стратегијата. Што сакаме конкретно да постигнеме, откако ќе ги попуниме овие квадратчиња, тогаш ги ставаме тактиките. Тактиките се конкретни акции за да се постигнат чекорите. Значи, како ќе работите. Ова со Горан го работиме, не сакајќи ја работиме оваа матрица, затоа што за малите и за микробизнеси мислам дека е најпрактично. Се обидов да ја ставам овака во една шема, за да може секој од вас да размисли, да земе едно ливче хартија и да ја разработи како понатаму ќе оди. Мислам дека ќе ви служи и ќе се задржиме само толку на незе, за да не навлегуваме подлабоко во стратегијата. Меѓутоа, едно е битно, кога ќе го ставите ова на хартија, и уште ако ги ставите рокови некои кои што ќе се ги поставите, јас ви гарантирам дека ќе имате успех. Овој период на оваа коронавирус, веќе имам клиенти кои што долго време имаа продавници кои што сега им текна дека ги имаат тие своји продавници. Они беа сигурни во тоа, во нивната, јас што би рекол, аналогна продажба. Некои од нив се големи салони за масажи. Кога ги видела предностите сега салон за масажа продава за во иднина услуги
а тој не работи. Значи луѓето имаат период од кога ќе се отклучи државата, од кога ќе почнат да работат салоните, да ги искористат своите услуги. Само ова е еден пример како во конкретно затворен бизнис остварува приходи во иднина. Кој што ќе му требаат за во иднина, а во овој момент му ги спасува работните места и му го спасува бизнисот на собственикот на тој салон. Следно, на кои канали мора да бидеме? Значи, за да успешно работиме маркетинг, ни се потребни овие 4 работи. Каква стратегија, на кои канали и какви тактики ќе работиме? Прво, веб страна. Ако порано зборевме дека веб страната дека можете да идете на листинзи само, дека можете да идете на маркетплейси, не. Ви треба веб страна и тоа е број 1 маркетинг канал, тоест вашето кралство, кралството на вашиот бизнис. Бизнес листинг е второто нешто. Значи, тоа е шопинг центар, јас така си го велам, и Златна книга е шопинг центар, во кој што има секој бизнис свој листинг. Има огромна фреквенција. Социјални медиуми. Мораме да ги работиме. Тоест, да не само ги поставиме и да постираме постови, јас најчесто викам, ние се обидуваме да продаваме на социјалните медиуми лампиони, меѓутоа во лето во аптека. Значи, тотално превртано. Има точни критериуми, точни метрики како се работат социјалните медиуми. Треба да бидете транспарентни и треба да креирате корисни содржини. Или да работите доколку имате капацитет, доколку развијате стратегија за вашиот бренд, да ја кажувате вашата бренд приказка. Меѓутоа, секогаш треба да бидете интересни и секогаш треба да ја давате и корисни содржини за вашите потрошувачи. Имейл маркетинг. Значи, ако веб страната е кралство, имейлот е крал. Без имейл маркетинг не можете да започнете да работите и комерц. И сега ќе речете како? Јас ќе ви кажам наједноставно. Горан го има тоа 1000 пати кажано, јас сега ќе го кредам и ќе ви го кажам. Вратете се низ мейловите кои што ги имате пример на вашиот личен мейл. Отворите една Excel табела, ставете ги, ако немате ниеден, ставете ги мейловите и сетете се како се викаат тие лица. Кои што ви се битни, на кои што сакате да им се обратите. Вратете се на сите визит карти кои што ви останале, ако што не се фрле. И крајно, доколку веќе започнувате со веб страна, пред да започнете со веб страна, направете кампања за да соберете мейл. Горан со Инман постојано дигаат малечки бизниси буквално од нула и ги лансираат на, јас би го рекол, во дигитален свет. Во тоа што го велиме ново нормално. Значи, оптика ги има своји клиенти, нема никаков CRM, никаков запис, кампања, аквизицираат на Facebook нови идни потрошувачи, лендинг страна, започнуваат да го полнат CRM-от. После тоа Горан може да каже, мислам дека, не знам, килтам, меѓутоа знам дека имаше феноменални резултати. Горан, можеш да кажеш колку имате за една неделя? Не знам. Да, тоа беше за наш клиент City Optic. Имаат своја продавница во Beverly Hills доле. Во комши кај Горан се. Имавме кампања за Свети Валентайн и Свети Трифон. Во својот CRM имаа со некои своји активности претходно 230 контакти за својата промоција која што ја направија за една недела. Дојдоа до некои 190 и нешто клиенти со цел концепт на кампања на социјални медиуми. Може да го видите, тоа останува на страницата на City Optic. Имаше наградна игра со извлекување, со доделување на награди, со
многу повеќе промоција и кревање на приказка за City Optic, а она што го знам, после акцијата продолжија да се пријавуваат луѓе во CRM директно на лендинг страната и плюс продолжија да комуницираат преку Facebook на темата очилата, колку се, како се, зошто се, цена, дали имате диоптрија, дали имате овој модел, оној модел и така натаму. Тоа траеше една недела дена и го напремија CRM-от со нови луѓе, за да може да продолжат со комуникација со нови купувачи. Тоа беше и целта на таа акција, да аквизицираат нови купувачи, бидејќи од постоечките веќе имаат соработка, ги знаат, ја имаат таа редовна продажба и им требаше шифт за зголемување на продажбата. Горан, ти благодарам. Ме подсети на нешто што и Горан и јас кога организираме кампањи го правиме, а што сега е стандард, а во иднина ќе биде маст. Тоест нешто што се мора. Секогаш кога јас сум правил, го гледам и Горан кога ги спрема кампањите, затоа што го следам, ме интересира неговата работа и навистина многу добро го прават со екипата која што има. Тоа е не да даваме ние баснословни некои се награди. Не да даваме патување од 2000 евра, туку да дадаме ситни награди за повеќе луѓе. Секогаш да го има тој социјален момент на социјална интеракција. И ова ќе продолжи понатаму, ќе не копираат многу поголемите брендови. Сега јас мислам дека и заради тоа ќе ја стопираат дури наградната игра што е задедена. Затоа што е ступидарија да дадете вие милиони на еден човек во време на криза, кога можете да дадете 1000 награди по некоја си сума од, не знам, 1000 денари, 2000, 3000, 5000 денари. Тоа ќе бидат концепти кои што ќе останат и натаму. Кога ги правите таквите кампањи, прво, другачие ве гледат луѓето. Јас сега верувам некој да излезе со некоја си огромна наградна игра, дека дури гнев ќе направи кај неговите идни потрошувачи. Петата работа без која што не се може. Тоа е контент маркетинг или креирање на содржина. Како наедноставно да почнете? Прво, сите вие, дури и ништо да не сте правеле на веб, сте креирале содржина. Разликата е, јас велам, пред Кирил и Методи и после Кирил и Методи. Таа била устна, вие сте сите добри продавачи и сте имале комуникација со ваше, дали работите само со фирми, дали работите со купувачи, вие сте имале супер комуникација, затоа што толку време и на пазарот. Сега, ова, се што сте го збориле, треба да го ставите на хартија или да го ставите на веб и да го објавите. Значи, јас сум бил на состанок, не знам дали се сеќава во претходната фирма кај Горан Клинтек, како Горан објаснува со љубов за своите производи. За Керче. Сега тоа треба да го стави на веб. И препораки. Значи, повторно, ова е стандард кој што порано требаше, можеше и не мораше, сега веќе мора, а во иднина ќе биде задолжително. Значи, треба луѓето се пресензитивни и пречувствителни и борите се за вашите препораки и зголемете го вашиот сервис. Значи, помалку ветувајте, повеќе испорачувајте. Дали се работи за производ, дали се работи за услуга, сеедно. Производ продавате, изненадете го со едно поклонче, кое што е беззначајно. Не знам, јас често кога правиме увози со колегата, тој работи метеоролошки станици, знаат да изненадат и да ни дадат некои си малечки штрафцигерчиња. Све ќе заборавиме, јас тоа малечко штрафцигерче мене ми е во џебот и постојано го носам на моите клучеви. Верувајте ми, таквите ситни работи луѓето ги памтат. Значи, стратегија, цел, стратегија, тактики, после тоа, канали каде што мора да има. Повторно ќе ги набрам на брзина. Веб страна морате да имате. Бизнес листинг морате. Социјални медиуми, имейл маркетинг, контент маркетинг, ви кажав дека веќе
сте спремни. Само треба да земете ливче, да размислите, ставете си едно кафе и започнете да го ставате доколку не сте почнали. Затоа што тоа се содржини ваши и содржини за кои што не мора да плаќате за да добиете нови или да ги задржите старите клиенти. Идеме натаму. Рековме дека ќе збориме за тактики. Овој дел го дефинирав како маркетинг во време на корона. Значи, и покрај сите тешки услови кои што постојат на пазарот, постојат бизниси кои што се уште се борат за свој дел од колачот и на кој што им е потребен маркетинг повеќе од било кога. Што никако, значи прво ќе почнеме што не смееме да правиме. Значи, да користите страф за да се искористат луѓето за лични цели или за целите на бизнис. На краток рок, да, ќе имате резултати, но на долг рок, секој што ќе го направи ова, гарантирам дека е осуден на пропаст. Следно, да ги проверите и објавите сите информации за вашето работно време. Значи, порано кажувавме дека е препорачливо. Сега имате, кога сме во карантин и кога карантинот е, не знам, од 2 до, не знам, од 4 до 5, па после тоа од 7 до 8, па не знам, од 6 до 8, за вашите потрошувачи морате постојано да го следите и морате постојано да ги објавувате промените на работното време. На веб страна, во златна книга, затоа што е многу побрза од Google My Business, да си поставите во самиот месенџер едно ботче, кој да ви напише порака, да кажете, значи тоа е 1 минута работа. Ништо повеќе, 1 минута работа. Добар ден, нашето ново работно време од 23 април, повеќе не од 8 до 2 часот, туку е од 8 до 17 часот. Толку. И на Facebook едно убаво копи со вашето работно време. На крај ставите, не знам, слеш, бидете безбедни, ставите, носете маски и така натаму. Значи, ова е нулта чекор. Без ова ништо не правиме. Следно. Ако не сте го направиле, јас ве замолувам за вашиот бизнис да го направите веднаш. А ако сте завршиле, веруете ми, следните техники ќе бидат за вас. Ако пак сте угостител или пак сте во производство на храна, ве советувам да си земете еден маркер, затоа што ова ќе можете веднаш да го ископирате. Почетна точка. Значи, за сите бизниси е една. Треба да се отстранат сите пречки и неизвестности кои што луѓето ја имат на патот да го купат вашиот производ или услуга. За жал, македонскиот закон за е-трговија не ги дефинира дека треба да биде истакната декларација. Со фирмите кои што работам во Србија, надвор од Македонија, тоа е задолжително. Значи, покрај добрато објаснување на текстот, вие мора да ги ставите сите информации за вашиот производ или услуга на веб. Зошто? А зошто е па сега толку многу потребно? Затоа што ова е почетна точка за вашиот бизнис и за вашиот маркетинг план за време на коронавирус. Значи, прво сме во период за сите што работат и што имат e-commerce, ќе ме разберат што збориме. За сите што немаат, кои ќе започнат, ќе се сетат. Прво, имаме многу посети. Имаме многу комуникација, а често се случува да имаме малку нарачки. Прашањето е зошто. И се заглавуваме помеѓу во таа комуникација помеѓу прашањата и крајната нарачка. Дигиталниот маркетинг, веб страната, e-commerce, сега веќе имате и нови алатки, а тоа се вашите производи од e-commerce да се излистаат на Facebook,
Google дозволи да ги излиста на Google продукти. Од минатата недела и за овој дел од свет. Google My Business да се излистат кај вас на Google My Business. Но не едноставно запалка 350 денари. Не. Запалка на плин со димензии тоа и тоа, личи на тоа и тоа, ретро, се отвара, вити, кремен, целосен опис. Исправен, безбеден, заштита од деца. Збориме за банален пример запалка. Значи, сите недоумици зашто помалку да има фрикција се поставуваат на почетокот. За да ги тргнете сите сомневања, посебно во овој период. Луѓето со право се сомничави, затоа што се постои и се случува. Следно, се зависи од тоа каков бизнис имате и колку коронавирусот влие на вашиот маркетинг. Ќе земеме пример со пицерија, не случајно, затоа што примерот можете да го модифицирате и скоро во сите гранки, доколку малку размислите, да го примените. Меѓу другото, пицата е магичен збор, кога се започнува да се работи со големи e-commerce платформи, доколку ставите пица, верувајте ми дека ќе имате барем во првите 5-6 месеци страшно. Имаме пицерија која што сега е принудена да започне испорака на пица. Значи, треба да го реорганизира, му треба уште некој стандард, тука се и технолог, предпоставувам дека се познаени, ќе треба да воведе уште некој стандард. И да започне испорака. При тоа има конкуренција, не им е лесно, и кога станува пак збор за испорака на храна, на луѓето често им се муваат многу прашања од типот: дали испораката се плаќа одделно или дали е вклучена во цената? Дали може да се плати со картичка или само со готовина? Зошто воопшто да верувам дека имаат чисти садови? Колку се чека за испорака? Дали имаат безпрекорна испорака? Дали може да се нарача преку интернет или може и преку телефон да се јави? Дали може да се нарача и преку Messenger, преку WhatsApp или преку Viber? Значи, сите овие прашања, доколку не ги расчистите на почеток, ќе се заглавите помеѓу делот на многу прашања и делот на нарачки. Затоа работиме паметно. Ги пресретнуваме сите нивни сомневања и пред да започнат со процесот на купување, ги одговараме. Без некој од вас, од вашите потрошувачи да ве праша. Како го правиме тоа? Прво, објава на вашата веб страна, нотификација. Горе во овој горен дел, ќе ставите нотификација, кликни тука и ќе ги видиш сите услови. Пред да започне нарачката на вашиот Google My Business и на сите социјални пораки. Ѓаволот е повторно во малите нешта, а тоа е дека пораката треба да биде во вистинско место и во вистинско време. И повторно ќе кажам, за 99% од овие бизнеси, доколку малку размислите, ќе можете да го акомодирате на вашиот бизнес. Иако примерот е пицерија. Значи, пораката мора да стигне во најрана фаза на нарачка. На првиот удар, на првото гледање од потенцијалниот купувач. Кога тие разгледуваат да нарачат храна. Кога тие сакаат да купат, разгледуваат да реновираат дома. Кога им треба некој си парче алат. Кога, не знам, им треба нешто да купат за своите блиски, некој парче картоф. Ова важи за сите бизнеси и не само за конкретниот пример. Сите работи, размислете ги сите прашања што ви ги поставуваат. Влезете во Facebook профилот, ако го имате. Влезете во Messengerот, влезете во Viberот, извадете ги и напишете ги и понатаму напишете еден текст кој што ќе има смисла. И во кој што ќе ги одбиете сите
можности за сомнеш. Да купувањето биде задоволство. Еве еден мој пост нотификација како тоа јас би го направил. И сите овие прашања ги одговарам во еден пост. Останате безбедни дома, а спремањето на пица препуштете го на нашите пицмајстори. Ние пицата ја спремаме во најсовремени санитарни услови во нашата пицерија. Нема да чекате повеќе од 35 минути за испорака, а доколку немате кеш, можете да платите и со картичка кај нашите доставувачи. Пицата ќе е доставена пред врата и ќе ве повикаат кога ќе пристигнат, а истите ќе се на растојание од 2 метри. Да, испораката е бесплатна, целосно и храната можете да ја нарачате на нашата веб страна или преку порака на Messenger, WhatsApp, Viber и така натаму. Значи, сите оние сомнежи што ги кажавме со еден пост, кој што е во човечка димензија. Не, јас често се смеам, нашите објави во Македонија пред се како еден филм што беше русите доаѓаат emergency, Russians are coming, everybody get from street. Не, стајте малце душа, ставите малце човечност, направете еден ваков пост. Ова е страшно, не е ни маркетиншки пост. Ова е страшно добар продажен пост. Затоа што одејќи од почетокот на текстот, на постот до доле, вие ги одговарате сите нивни прашања и сите нивни сомнежи. За жал, во Македонија ова никој не го прави. Може да си го земе и да почне да си го применува и да не почести сите по едно парче пица утре. Втора порака, кога нарачувате или кога ќе започнуваат да нарачуваат, да ја изберат опцијата за бесконтактна опција. Повторно не се работи само за пицерија, не се работи за храна, се работи за било кој бизнес кој што започнува да работи e-commerce. Значи, доставувачот ќе ја остави пицата на вашиот праг, се спушта, се враќа на растојание од 2 метри, ве повикува на вашиот мобилен телефон и чека да ја земете вашата пица. Србите велат 100 људи 100 чуди, за пицата 100 луѓе 100 вкусови. Следна порака и за секој еден бизнес. Следна порака во процесот на нарачка, дали сакате пицата да ви биде цела или да ви биде исецкана. Повторно ќе кажам, ова може да биде применливо за било која индустрија. Мебел. И ќе ви кажам зошто понатаму. Памтете. Ова е IKEA ефект кој вели луѓето многу повеќе ги ценат работите кога ќе вложат одреден напор. Дури тоа да е сечење на пица. Меѓутоа, ваквите трикови, ваквото работење со психологијата на потрошувачот, верувајте ми, дека ќе ви дадат феноменални резултати. И тоа не е само во ова време, кога луѓето се преосветливи. Прво овој период ќе продолжи, туку и во иднина. Затоа што можете да идете на сите варијанти. Значи, следно, ставете 3 големини. Значи, не оти некој ќе купи мала или голема, туку дека сите ќе купат средна пица. Затоа се ставаат мала, голема и средна пица. Следно, бидејќи пицата се јаде топла, обезбедете вреки за нарачки кои што ќе ја држат температурата на пицата. Или соодветно пакување за вашиот производ. Овдека е специфичен и е пица. И финално, ставите и опција, доколку работите веќе e-commerce, да можат да ја пратат нарачката, со што давате социјален доказ дека сте професионалци. И следно, дадете ненадејно нешто гратис. Ја ова често сум го правил и често ги советувам моите клиенти кои што работат e-commerce. А тоа е, дадете му некој пијал, нема многу да вечини. Направете му некоја фурнаринка, направете му некоја топла супа. Купил производ од кај вас, поклонете му некоја си малечко привезачок. Нема да вечини, но сите ќе го памтите. И финално, на пакувањето, овдека збориме за пицата, напишете една порака. Бидете безбедни, едно смајли.
Или кога ќе ја отворат, ставите некој стрип, нацртајте. Или повторно некоја си порака. Повторно давате некој производ, ставите внатре и да може тоа да функционира. Покажете им на луѓето колку труд е вложен. Само еден момент. Горан, дали може само секунда, нешто ми паѓа интернетов? Горан? Да, тука сум. Што да направиме само? Добра, и тоа се случува. Тоа е тоа. Корона период кога треба да имаме бекап варијанти на се, па и во ваква ситуација да се случи ваква пречка во работењето. Ванчо навлезе во пицата, јас многу малку ќе му се замешам во објаснувањето на се она што го кажа. Само да го споделам јас и мојот екран за да може да го гледате тоа што го покажувам. Мислам дека е ова тоа. Така е. Океј. Ванчо, тука си? Ќе продолжуваш или јас да продолжам? Mute, unmute. Ванчо? Вклучи го микрофон. Unmute now. Добро, ајде врати се на твојот кален, на твојот скрин тогаш, јас те направам стоп шер. Сега, секунда. Може би да го искористи на овој период за прашање, ако има некој нешто за да... Ако сака некој да каже, може да се вклучи или да напише. Тука пица мајстори немаме, колку што се запознавме на почетокот, ама добар ти е примеров за овој период од денов, мислам. Чекај само да се вратам. Следно. Јас се наоѓам сега на локација кај што нема во близина пица деливери, така да ќе се обидам у домашни услови да направам деливери. Од соба во соба. Има нешто што сака Ванчо посебно да го објасне, тоа е Work Illusion. Да. Тоа му е омилен. Значи, ова е нешто, да. Ова е нешто што морате да го приметите и кога работите маркетинг, верувајте ми дека ги дава најубавите ефекти. Значи, тоа е состојба во која корисниците можат да видат колку труд е вложен. Тоест, како нештото се прави. Или да почувствуваат колку напор сте вложиле и во производот или во услугата. Зошто? Затоа што може да го видат вложениот труд. Јас имав еден пример и сега ќе го кажам, нема врска со пица, тоа бе едни дечки кои што започнаа да работат сервис со хемиско чистење само со средства за пара. И од сите што користат хемиски средства, јас викам, окей, рачна, ајде се враќаме назад. Имавме супер продажби, имавме некои се 400 или 500 продажби во еден ден, по некои 1000 денари, со пари, ви го помина автомобилот, тоа е прекрасно чисто. Телефонот, на лице место, колку труд фактички треба и прецизност, затоа што во колата има многу електронски делови кои што можат да отидат, се прави за да се исчисти една кола. После тоа, секој, дури од тие што им беа конкуренција кои ќе се обидува нешто да им постираат, самите корисници ги стишуваат. Самите корисници на нивните услуги велеа, не, ова е сериозна работа, дечкиве сериозно си го вадат левот. И тоа важи и за хотел, тоа важи и за врата, тоа важи за алат, тоа важи и за се. Затоа што кога ќе направите таа илузија колку труд е вложено во производот или услугата, доаѓаме до еден следен степен, а тоа се вика праветност, и тогаш луѓето секогаш сакаат да има дали има фер цена.
ако сте иделе често во Истанбул, ти обожаваат да се пазарат и они ова често го користат. Абе ти знаеш јас само што правам за да овие фармерки ти ги донесам, нема врска, ти купуваш фармерки. Меѓутоа илузијата што ти ја прави на крајниот купувач му прави сатисфакција затоа што се добива до правишна цена и до израмнување што се вели праведност. Правишна цена што купувачот, потрошувачот ја купува за вашиот производ. И тоа и за најмал производ, и за најскап производ. За поскап производ уште поголемо објаснување, затоа што тогаш се гледа времето, напорот кој што сте го вложиле и врз основа на две работи, тие потрошувачите утврдуваат дали цената е фер или не. Ако сега се вратиме на пицата, тогаш цената на пица од 400 денари веќе има смисла. Ќе се вратам само уште еден краток пример. Кога сум работел хотели, и се уште работам, и ќе работам, да има замирање, меѓутоа сум оптимист и знам дека ќе биде многу добро. Сум се фокусирал на поголемите хотели и сум удел до таму да утрински пројдам со камерата, земам интервју, тоа го објавам на Facebook профил, да пројдам низ паркингот дека се безбедни возилата, доколку некој зборел глупости дека е прљава пазлажата да се симдам и моите коментари најчесто се со телефон овака и велам чисто како мирно како тепсија, мирно како езеро. Зошто? Затоа што со една содржина прво им ги разбивам сите предрасуди на идните гости и второ правам и им ја доловувам вредноста на луѓето која што ќе ја добијат доколку го посетат. Значи, и во храната луѓето внесуваат емоции и сакаат да изберат врз основа на емоции. Посебно во овој период кога луѓето се во ситуација како што се. И сите ние. Независно дали продавате врата, мебел, трки на автостаза, секогаш ставете емоција. И ова ќе биде сега, ќе биде сега и ќе остане за во иднина. Пред нас има период во кој што ќе треба да го прилагодите вашиот бизнис и маркетингот спрема човечките навики и спрема човековото однесување. Значи, овие техники, прво не се магичен рецепт, но може да се користат во било кое време и на било кое место. За секој еден бизнис треба добро да истражите и да знаете како можете истиве да ги примените, за да имаат позитивни ефекти врз вашиот маркетинг и врз вашиот бизнес. Ќе кажам само уште еден пример и кидам да земам вода, затоа што грлото ми е веќе пресо. На Содадо Топич на средба пред веќе има можда 12-13 години, доаѓа и беше некоја евровизијска вечер, седиме во Hard Rock и му велам што си таков целиот возбуден, претходниот пат се видовме, сега гледам друг човек, вика се враќам вика од Италија. Се враќам од трка каде што се пробуваат мотори. Вика ми се појави, вика едно дете, вика што беше инструктор и ми вели дали би умрел за мене. Има некоја си италијанска изрека, воопшто сега не се ми сеќа. За да ме натера, значи после пробните часови, после тест часовите, после часови возење заедно, двајца на моторот, па со оваа брзина, па со таа брзина, тој седнува на моторот и вика, јас би умрел за тебе и го прави најбрзиот, тоа дете од 18-19 години, го прави најбрзиот круг. Од се што поминал, он го памти тој дел. Затоа повторно ќе кажам. Овие техники на продажба, на успешен маркетинг, прво, ќе ви заштедат многу пари да не влегувате постојано во платен маркетинг, туку органски да креирате публика околу вашиот производ и околу вашата услуга. Горан уклучува
Се. Сите микрофони unmute. Само ќе ме извинете една чаша вода затоа што скрос ми е гласот отиде. Најтешкото за Горан стално. Нели? Секојаш домаќинот е на удер. Ајде да слушнеме ваши коментари и прашања врзани за ова што Ванчо го пренесе или можеби нешто што друго сакате да го прашате, а врзано за темава за успешен маркетинг. Слободно кој сака прв може веднаш да каже. Еве ќе ви открием една тајна. Ние во Македонија не прашуваме. Во многу ситуации на соработка со различни клиенти, пред се со странски, кога ќе дојде моментот на прашање, има типачка кој прв да праша, но ние не прашуваме, немаме таква навик. Така дајде да тренираме поставување прашања. Океј, можеме ли да споделите како го работите маркетингот во овој период на коронавирус? Што работите, кои техники користите? Можеби се тоа што Ванчо го зборуваше го правите, па можеби е убаво да споделите како тоа го правите за да слушнете другите. Да играме лотарија, ако не, на буквата. М. Колку имаме на М? Повелете. Еве јас, Маријана. Одлично. Моментално, значи, еве, идат нашите реклами преку Клуб Економи. Тоа е еден вид маркетинг што го вршиме во моментот. Исто имаме веб страна, фейсбук страна. Се обидуваме да бидеме активни постојано на истите на социјалните медиуми. Така. Тоа е. Комуницирате редовно со некакви објави или тоа е нешто што сте го поставиле и работи за вас? Преку веб страната помалку преку објави, меѓутоа преку социјалните, преку фейсбук страната повеќе имаме поредовни објави да држиме континуитет со клиентите. Дали можете нешто да примените од ова? Начинот на кој што ги формулирате постовите, дали Да, во секој случај може да примениме многу од ова што го слушнавме денес. И ќе се обидиме во иднина, значи истото да го примениме. Навистина корисни совети, добри совети имавте. За Таша Влахо само едно прашање, значи ние во иднина ќе спремаме и специјализирани за хотели во моментот кога ќе започне ослободувањето на да може да започне. Дали во овој момент имате активности на социјални мрежи на вашата веб страна? За хотел Влахо. Сега сум, да. Слушам мисла. Да, имаме континуирано активности на социјалните мрежи, на Facebook, Instagram, на LinkedIn и на тој начин се обидуваме да комуницираме со гостите. Исто така комуницираме и преку имејл со постоечките клиенти, мислам со постоечките фирми, затоа што во главно ни се нас деловни гости, но исто така и со туристички агенции, со веб страните со кои што работиме за резервации, спремаме нови промоции, понуди за летово и на тој начин се обидуваме да ги привлечеме веќе гостите штом ќе се отворат границите да можат да дојдат кај нас, да бидат наши гости. Прашањето ми е дали ви се продажни постовите или ги занимавате вашите постојни и идни клиенти? Во главно ги занимаваме, значи со онака содржина како би стандардна маркетинг содржина, значи како за нашата локација, за онака за дестинацијата, а со останатите да речеме со
агенциите со туристичките агенции, туроператори со веб страните, правиме продажни понуди каде што со одредени промоции за long stay, промоции за early booker, промоции за на тој начин со поголеми попусти. Сега ја гледам Facebook страната, браво. Ова е еден од вистинските начини како треба да се работи на социјални медиуми. Имате постови за Великден, гледам дека имате постови за Скопје и не ви се продажни, чак што ви се оптимистички, свака ви час. Само напред. И благодарам. Одлично. А што прави Home Concept ме интересира? Ние правиме уредување и опремување на објекти, значи, со мебел од Турција од Италија, значи. Најчесто е тоа 90% од нашата работа е проекти, каде што опремуваме целосни објекти, значи, дали тоа е еден стан или цела куќа на 3 спрата, зависно од потребите на клиентот. Но често се случува и да клиентот доаѓа да земе, да речеме, само едно столче, и тоа ќе го донесеме од Турција, нема да го вратиме. А тој тоа ќе го запамти, па после ќе дојде после 6 месеци ќе обрне цел стан и после 2 години. И значи ние се фокусираме на тоа да клиентот е задоволен и да му решиме нели проблем, не само да го продаваме. Ако ние немаме нешто ќе му кажеме или ќе најдеме ќе видиме што му треба, па ќе го насочиме кај треба да оди и што треба да бара или од кои две фирми може да одбера, но ние ќе му кажеме најкоректна ви е оваа фирма, најдобро ќе поминете со таа. Инаку ние цело време правиме, значи, некои си сега го треба да бидеме и проактивни, не сме ние толку активни требало, но работиме преку социјалните медиуми, Facebook, Instagram најмногу, homeconcept.mk. Кажете ми, како иде со вашата електронска продавница? Мебелот се уште не функционира, значи ние од 2016 тоа го направивме, но не функционира. Значи не ни очекуваме да функционира, бидејќи сепак јас самиот кога би купил душек, немам намера да купам душек ако не го испробам. Гарнитура ми купил седешка, бидејќи јас барам самиот можам да одредам, со тоа се бавиме, да видам дали е нешто убаво или не убаво за седење, дали има убава поддршка во лумбалниот дел, со што кога ќе се седнам, ќе се бидам комфортно седнат. За спална не е никаков проблем, за трапезарија не е никаков проблем. За работа што има контакт со телото, тоа мислам дека дефинитивно луѓето треба да го испробаат. Но сепак, кога веќе ќе дојдат во салонот, ќе видат што ние нудиме и што можеме да му дадеме, веќе кога ќе се створи таа доверба помеѓу купувачот и продавачот, тој веќе може слободно од дома да се го направи тоа, но сепак треба време, нели? А мислите ли дека ако производот ви е поевтин на вашата продавница, дека може да имате повеќе нарачки? Да речеме, ако производот, еве гледам на вашиот сајт сега, имате едно убаво столче тука, 203 евра е цената. Претпоставам дека толку е во продавница. Што ако го пуштите 10 евра поевтино на вашата електронска продавница? Ние сме размислувале околу тоа, имате ли право, јас се сложувам со тоа. Но јас барем тоа што гледам клиентите не сакаат онлайн купување, сакаат на лице нешто да дадат. Значи, имаме такви случаи кога имате ние на пример имаме над 50 фабрики роба изложено во двата салона, еден во Гостивар, другиот во Скопје. Сега ние не можеме нели од една фабрика да ги имаме сите модели. Ти има 30 модели. Ние имаме 1 до 2 модела кои што се изложени тука. Клиентот сега сакам да го видам. Ќе каже на продавачката на сега или јас ќе бидам тука или некој друг колегите. Ние ќе му кажеме, знаете што, па видете на пример како ви се допаѓа гарнитурава и ќе му ја покажеме на лице нешто. Па супер. Па ќе му отвориме каталогот. Дали е иста како на каталог? Ќе речат, па уште поубаво од каталогот. Па викам, сите гарнитури кај нас, сите производи се такви. Значи не се фотошопирани, него се сликани во студио. И ќе речат, ама пак сакам да ја видам. Значи сето тоа паѓа во вода.
Сепак треба таа додатна да се отвори кај самите купувачи. А тоа мислам е најголем проблем, треба да го решат надлежните, бидејќи има многу случаи кога луѓето се излажени и им се нуди нешто што не е квалитетно. Веќе тие створиле една си не веруваат много просто. Па треба да си навистина представителна фирма, да ти веруваат, да ти влезат во салон, тоа Богу ние сум да функционирам. Но треба уште работа. Јас само за да го разбијам скептицизмот околу електронските околу онлайн купувањето, мислам дека се ми се случило во животот да продадам онлайн. А со Горан ни се има случајно нарачка во еден ден, ај Горан, подсети ме колку беше 500.000 денари? Генератори, Хотел 220.000. Ама едното беше 200, другото беше нешто повеќе или заедно беа 200? Заедно беа 200, имаш и така чудни нарачки од шлепер, пелети и така. 24 тона. Јас мислам дека треба да се потрудиш, не знам колку се реално вратени луѓето во Македонија, посебно не знам колку е делот Гостивар, колку се вратени. Река сигурно го знаете податок многу подобро од мене. Гостивар е еден од, јас велам, чудните градови. Порано се одмарав во Куманово, ако сакам да ги наполнам батериите. Сега бегам во Гостивар, мислам немам избегано ради ова кризава, затоа што таму ми е некако, тоа е, не знам, некоја друга димензија на луѓе, некои други димензија. Зелено, нели? Немам коментар. Мислам, таква некоја енергија, мислам, не знам, не ми се верува. Ја би се обидел да ги комуницирам и да сериозно, затоа што повторно ќе кажам, работам и надвор од Македонија со Србија, посебно со Јужна Србија, и веќе луѓето размислуваат на реновирање, на све. Не знам колку реално се вратени, да не биде, затоа што не знам па дали ќе има ферија италијана негде августот. Кога е блокиран Гостивар? Августот ни е... Па ние функционираме со целата држава, значи не сме ограничени со Гостивар. Значи имаме клиенти од Гевгелија, Куманово до Струга. Значи тоа беше кога имавме салон само во Гостивар. Од 2018 во Скопје имаме, сега клиентите не знаат. Значи доаѓа, сега што е работата. Што се однесува до тоа, вие што го кажувате за онлайн продажба, тоа веќе проблем. Значи ние тоа го користиме како презентација за клиентите. Па сега некој ако се знаете што сега моментот за да се направи онлайн продажбата е најдобриот може. Доека траат мерките барем. После кога ќе поминат, можеби како што се зборува некаде ноември пак да има нешто вакво слично, нешто подош или ова некоја си спремање за нешто да не кондиционираат, како да реагираат на овие, па после да не се случи пак, како и да времето ќе покаже, нели, но треба и вие да правите повеќе вакви промоции, да не убедите дека навистина, јас сум убеден, јас знам како функционира, но за сите е потребно да имаат онлайн продажба. Значи, луѓето веќе се во Америка јас гледам дека веќе некаде многу трговски центри, значи ги снемува, значи никој не оди веќе. Се им вика, слушај, вика, ја ќе одам во трговски центар, ќе влезам во некој маркет и што ќе купам? Па има нешто ново да видам. Што ако има нешто ново, ќе ми отвора, ќе нова милка чоколада мене да испробам како е. Па не, мора да ја купам. Па ќе се ја купам од дома. Ако не ми се добаја, голема работа, 60 дена. Така да луѓето одбираат лесно и полесно, имаат право, зашто за да стигнеш до работа треба време, треба да се облечеш, па да одиш, па гужва, па да полудиш, па да се вратиш. Вака ќе ти го донесе некој дома. Така да Една од работите, зашто споро кај нас се одвива, се развиваше и комерцот, значи ние правиме анализи не само во Македонија, како што кажам, работевме на стотина земји, е парадоксот што во Македонија луѓето имаат слободно време. И кај нас имаат илузија, ај сега се враќаме на work illusion, кај нас сите правиме илузија дека нешто работиме. Во основа има многу слободно време и нема проблем да запали кола, да иде до Гостивар, да иде до салон, да иде по продавница да купи. Меѓутоа со овие мерки затоа велам дека е добро да се искористат, затоа што една од работите кои што најбрзо ги фаќа во сите држави таа дигитална трансформација се баш
салоните за мебел, салоните за врати, све, затоа што трошоците се огромни, претпоставам кири, вработени, презентери и така натаму, а не знаеме дали ќе продадеме. Така да, затоа велам таа дигитална трансформација која ќе се појави и мислам сега треба да се искористи тој пуш. И уште нешто, јас би ги форсирал дури на картичка или да пројдат со уплатница, затоа што законот за потрошувачи многу повеќе ги штити кога ќе пројдат низ платформа, кога ќе ја видат фактурата, кога работат со картичка, парите не се кај тебе, парите се во банката. Ние имаме еден од најбезбедните системи затоа што е толку рурален системот, а тоа е ти на страницата не ги поседуваш парите, него ги поседува Касис, процесорот NLB или Халкбанка. Така да, мислам дека себе овој вистински момент да дадеме пуш, затоа што јас како пазар, посебно за таквите сегменти, знам компании кои што работат во Куманово, не му е пазар само Македонија, на него му е пазар и Косово, на него му е пазар и Бојановац, на него му е пазар и Врање и компанија кои што доаѓаат кај него за да купат. Може грешам. Или може ме лажат. Имам една работа само да спомнам, може ли? Да се умежам. Од искуството што ги имаме со Market Connect, па и она што го имам правено и порано со клиенти и така натаму. Значи, продавницата е само еден од каналите за продажба. Еве конкретно за вашиот пример, за вашата индустрија, мебел е одличен да го објасните производот во детали. Нема начин подобар од онлайн продавница. И уште подобро кога правите, сега да се вратаме на темава на вебинаров ден што е. Ако правите дигитален маркетинг и го поставите линкот до продуктот за да го однесете човекот од social медија, од Facebook на веб страна, а тука да го нацекате со паметни алатки во смисла еве ти го производот, гледај го, па сега после 3 секунди да му рипне прозорче да каже здраво, тука е Анела, како можам да ти помогнам? Дали имаш прашање во врска со овој производ? Па после 15 секунди да му рипне друго прозорче да каже, а знаеш ли дека имаме нова колекција на душеци во нашиот центар? Остави тука информација, пријави твојата мейл адреса за да добиеш купон од 5% на било што ќе купиш и во физичка и во продавница. Сакам да кажам, веб страницата, да, е каталог, меѓутоа добро направена веб страница како што е вашава, со добри фотографии, со добри објаснувања, со можеби некои 3D елементи и не знам што, но и со алатки кои што го тераат тој што ќе дојде на таа веб страна да направи комуникација со вас. Да ви се јави, да ви остави прашање, да ви остави телефон. Веб страницата да ја игра приказната на продавачот што ја работи во продавницата. Значи, тоа се неколку различни фази во правење на онлайн продавниците, ама првата фаза вие имате одлично направено. Сега, не очекувате дека ќе добиете нарачка од 3.500 евра од случаен купувач. Нема да се случи сигурно. Меѓутоа, искористете го сообраќајот за да ги земете податоците од купувачите, па после да ги работите или телефонски, или преку мейлови, за да направите можеби дружење во салонот во живо, тест на некоја спална соба или дневна соба, ме разбирате? И кога тоа ќе го отворите на регионално ниво, ова што Ванчо го спомна, тогаш вашата онлайн продавница не е само место кај што вие очекувате да помине картичка, да добиете нарачка и да запали камионче, да го однесе на локација. Тоа е финалето. Играте со алатките за да ги Сега ќе бидеме во контакт следниве недели за ова што го презентирате, баш за тоа се вклучи во ова, да видам. Да. Ќе се слушнеме, ние ќе бидеме во контакт. Океј. Некој друг нешто да каже? Мислам дека го искористивме време за денешниот вебинар, Ванча. Ама можеме уште малку, ако има прашање. Можеме, не е никаков проблем за било какво прашање. Тоа е кога сме тука. Затоа што позатоа за една нела веќе ќе смениме тема и идеме напред. Да, така е. Ја нешто да прашам за картичките. Ме интересира искуството какво е со банки. Значи, да може со картичка да се плаќа, например, на веб продавница.
Јас бар до сега што имав прашано, некако одговорите од банките се прилично Вака. неповолни, да кажем. Јас ќе зборам. Во овој момент за старт Market Connect е идеална позиција затоа што имаат најниска провизија, е Marketplace и можете да ги донесете до нив. Банките, за жал, треба да го водат овој процес. Не треба Владимир да стои, не е тука на овој вебинар, инаку е негова идеја цела оваа серија. Да. Не треба Владимир да стои и ресурсите на Владимир, туку треба да застане банка. Райфайзен банка во Србија тоа го направи. Во Бугарија го прават банките. Едноставно, кај нас банките се уживаат во својот комодитет. Унибанка 15 на дена доека се приклучите на e-commerce. Тутунска банка, јас имам барања од пред нова година. Пред нова година имам барања. Велјан што е одговорниот, мислам дека кога ќе ме погледне пропаѓа во земја. Мирај 13.500 пиксла, па после тоа ќе ти дадам провизија. Што е жалосно, едно охрабрува. Јас долго време го буткам PayPal во Македонија затоа што работам и имам фирма и во Америка. И Венко денеска му беа првите успешни трансакции, Венко Глигоров логин системи. Денеска беа првите успешни трансакции, сите што со тоа друштво дававме по 1 по 2 евра за да видиме дали ќе легнат, ја допреа и мислам дека на крај веќе и PayPal може да се отвори, само Венко треба да каже во која банка има сметка, во македонска банка е и мислам дека тој негов труд после толку време роди плод. Меѓутоа во овој момент дека тоа не се постави, идеално решение не е оти златна книга ја води Владимир или едноставно, туку има поставено систем кој што во овој момент функционира и реално за било кој бизнис за наредни 15 минути, ако сега се договорите, за нареден сат време вие сте, не знам, правиме корена. Кога сме веќе ке Market Connect, само што да прашам, таму се производи изложени, меѓутоа дали може фирмата да се пронајде, да кажем, преку Market Connect? Например, кој ќе откуцам име на фирма, се отварат производи, дали може да се отвори онаа страната на, да кажем, описот на фирмата? Фокусот на пребарувањето е производ, меѓутоа има и линк до профил на фирмата. Има линк, меѓутоа како да веднаш се дојде до линкот? Например, може да се дојде веднаш до линк, се доаѓа до производ. Дали има опција, например, јас кога ќе праќаме тие информации и реклами, да ставам како и да дојдат и на Market Connect да ме најдат? Не, ги ставате линковите. Да, ги ставате. Секој профил има свој линк, целиот каталог на производи има свој линк, и уште еден линк има профил на компанијата каде што е описот, локацијата, да, тоа го видов, и така натаму. Така да, која е идејата со Market Connect и зошто се уште ни е во таа фаза на бесплатно користење, ова за оние што не го знаат. Значи сега ако имате 10 производи, да речеме, и ако тие 10 производи можете, ако имате слика, текст, цена и така натаму, за 15 минути можете да ги ставите и да добиете линк. Зошто е битен тој линк? За да го маркетирате директно на социјални медиуми, да речеме. Че ако правите кампања за еве ке Теверино за брусилици, ти имаш URL каде што му викаш на оној каде што промовираш, кликни тука и направи нарачка. Кога ќе кликне тука, носи на линкот и веднаш е активно опција плаќање со картичка, плаќање при достава, жирално праќање претходно на Вирман, па после да испорачаш производ и така натаму. Тоа е најкраткиот пат за да се почне со онлайн продажба. Најкраткиот пат. Најдолгиот пат е правење на веб страна, па апликација со банка и се останато. Меѓутоа, едното со другото не се исклучуваат. Да не бидеме разбрани погрешно. Ако ви е итно и е голема паника, Market Connect веднаш. Ако не ви е итно и не е голема паника, работете ги паралелно работите. Значи, како го ставате продуктот на веб страна, така качате го и на Market Connect.
Од многу причини, не само заради купување, но и заради Google и пребарување и Беклинкови ви дава Market Connect многу повисоко е рангиран. Така натаму. Така да, оно што ние го правиме за нашите клиенти, производ на веб страна, производ на Market Connect, производ на Facebook Shop, производ на Google My Business. За да може да се направи, Ванчо еднаш го кажа тој збор, доминација. Кога ќе напишеш, прочистуваш на воздух на Google, да ти искочи златна книга, линк до профил на фирма, производ на Market Connect, производ на Google My Business, Google My Business од десна страна. Значи едноставно органски, без да трошиш пари, да дојдеш до фазата да речеш, окей, јас мојот производ брзо може да дојде во пребарување, во рацете на резултати на пребарувачи. Тоа со веб страна се постигнува, но оди малце поспоро со веб страните. Бидејќи реално така работат пребарувачите. Така да тоа се тие 4 канали кај што ние велиме дека и сега ако ги користите социјални медиуми и на Facebook пост, па оди и на LinkedIn пост, па оди и и дури и на Twitter пост. Јас имам еден резултат што сега се сетив да го споделам. Го знаете списанието Лице в лице, бидејќи нема улична продажба ради карантинов, имаат колапс во однос на финансии за помош на продавачите, се ориентираа комплетно на онлайн продажба и што е резултатот? Од промоција на Facebook, Twitter и LinkedIn, најмногу нарачки, најмногу сообраќај има добиено од Twitter. И сега во ред Twitter е друга зедница, таму има комуникација меѓу луѓе, па инфлуенсери, па шерување, ретвитување и така натаму. Меѓутоа, никогаш не исклучувајте социјална мрежа за вашиот бизнис. Конкретно да речеме за клинтек, муабетот за нечистотија, за бактерии, за се останато може да видите како вирален на Twitter. Ако се најде добар штос кој што ќе содржи само линк внатре. Не сум пробал, меѓутоа, откако го видов резултатот на лице в лице, дефинитивно и Twitter е заедница каде што може да се добие сериозен сообраќај кон производи, па дури да се и брусилици, па и скапа спална и така натаму. Има на чат или Јас да го потврдам и ова Горан што го кажува, ние доека работеме повторно ќе кажам колектива и доека дечкото што ни го работеше Твитерот и Фейсбук не влезе во политика, зашто кога влезе во политика мислам дека веќе нема беше место во бизнис, ние имавме продажба и од Твитер. Затоа што ние имавме таков систем на пратење на продажбите, точно знаевме од каде е започната продажбата. Така да Facebook е предоминантен во Македонија. Втора мрежа, тоа што ја и Горан говориме трета година дека е социјална мрежа, тоа е Google My Business која што е баш социјална мрежа и натаму оди. И јас би одел и би го искористил LinkedIn затоа што моментално овие што се ефтини, јас би го искористил LinkedIn затоа што LinkedIn е Facebook како што беше на почетокот. Ја единствено жалам што не трошев повеќе пари тогаш. Имам некои 300.000 фанови на Facebook, што не трошев повеќе пари тогаш, зашто сега е многу поскапо. А сега LinkedIn е таквата мрежа и евентуално за некои од Instagram за одредени индустрии и следното е TikTok. Така да колку канали треба, целата работа е кондиционално да се спремиме. Има едноставни техники, ја и Горан сме ги поминувале, тоа се календари, тоа се планови како да се прави и кога ќе си ги зацртате тие планови и календари, кога ќе речете ќе давам сега со Штрафцигеров толку и толку време и ќе ги осмислите постовите, после тоа ќе ви биде многу лесно измеѓу нив да ставате продажни постови. 80-20 пазеки го тој. Значи 80% за играме, 20% продаваме. Уште еден совет, ова Рино што го праша. Колку и да е голема процедурата за банките, па и колку и да чини таа и на месечно и на годишно ниво, моја лична препорака е направете го тоа. Меѓутоа, пред да почнете било што да правите на темава, па и онлайн продажба и дигитален маркетинг, вратете, Ванчо, ако можеш оној слайдот со цели тактики и стратегија. Да. Вратете се таму назад и таму дефинирате ги чекорите.
Бидејќи најскапото нешто е да го направите, а да не го работите. Значи, еве и банките имаат фиксни трошоци 200 и нешто евра годишно, 10 евра месечно од секоја трансакција, зависи од бизнисот. 2, 3, 4, 5% провизија од секоја трансакција за банка и така натаму. Меѓутоа, сето тоа е оправдано ако имате цел и ако имате стратегија што ќе правите таму. Ако го направите шопот, онлайн продавницата или веб страницата, и ништо не правите во однос на комуникација, промоција и се останато, тогаш е многу скапо, бидејќи многу е малку веројатно дека ќе се случи трансакција. Тоа се случува исто и на маркет конект кај клиентите кои што ќе направат шоп, ќе направат производи, се ќе постават, се ќе сетират и се викаат, сега ајде чекаме ние нарачки. Тоа е исто како да направите најскап можен салон за ја работев во фирма во Елена Лука, работев. Елена Лука, например, има направено неверојатен добар салон во Струмица. И ако нема тој маркетинг, ако нема тој салон маркетинг и онлайн продавницата, ако нема маркетинг, џаве. Истото и со онлайн продавницата. Вие ќе направите се најдобро, ќе измерите платформа, ќе направите се, ќе врзете со банка, ќе плаќате на банката и се останато. Меѓутоа, ако вие не го работите делот на комуникација со клиенти, со потрошувачи, привлекување на купувачи, трафикот сообраќајот на веб страницата ќе биде мал, сообраќајот на производите на маркет конект ќе биде мал и очекувањата ќе бидат големи и автоматски резултатот е разочарување после X време. Банките, оно што го велат, викаат, да, ние ќе дадеме и поевтино ако треба, меѓутоа, баш вчера имав разговор со Халк банка и вели, се ќе направат како што треба, се ќе постават како што треба и година дена нема никаква трансакција. И тоа не можеме ние да го разбереме. И затоа банките се резервирани во делот на колку онлайн продажбата реално може да им донесе нивна заработка, за да бидат поагилни, пофлексибилни и така натаму. Сега коронава ја смени целава оваа логика што ја кажувам, бидејќи се измести во еден месец и најверојатно ќе се изместува уште подрастично во наредниот период. Меѓутоа, на ниво на бизнис, на ниво на фирма, многу е важно да се има концепт. И јас ќе правам овие 3 месеци, квартално е најубаво да се разработува планот според мене, Ванчо може да ме поправи, или според периоди на бизнисот, според сезоните. Сезоналитети, како што работи Златна книга, што? Мерете очекувања и очекувањата нека бидат приземни. Најлошото што сум го видел до сега е правиме се, работиме се, сега е онлайн шоп и сега одеднаш очекуваме 5000 евра дневно, а во физичката продавница немаме 200 промет. И после излегуваат приказките, не чини сајтот, лоша е платформата, овој што прави промоции не знае да ги прави промоциите. Не е до тоа, него нема целина, нема план и кога нема план и овој вид на продажба не може да донесе резултат. Тоа сакам да го искоментирам вака кратко. Како да отворите продавница, како да отворите продавница и да го затворите излогот и сега поминуваат купувачи, а вие немате ни продавач внатре ни ништо, нити некој да им објасни. Многу едноставно. Не би сакал да го спомнувам примерот, ставив јас слика и цена и никој не ми се јави. Не очекувате никој да ви се јави. Искрено. Тоа е исто како да земе Мерцедес да стави на Партизанска најнов модел паркиран кај Јосип, кај Броз кафе и да каже, никој не ми купи мене Мерцедес, стоеше, тука нов модел, никој не ни праша за него. Нема да праша ако нема акција, зашто би прашал? Така е и онлайн продавницата, се е исто. Очекувањата треба да бидат доле, а планот треба да биде и така поамбициозно со акција за да може да се случуваат работи. Јас би завршил тука, Ванчо, ако немаме против и ако немаме други прашања. Може. Ако нема други прашања. Не, другите се технички. Нема. Добра. Еден на еден ќе ги прашувам. Се гледаме на Zoom кафе во среда во 6 и наредниот петок повторно најверојатно со интересна, уште поинтересна тема да
Ванчо веќе врие гледате како му се двиговите во студиото. Да. Така. Може како предлог на тема за мейлинг листата е интересно како луѓе да се направи. Може и тоа. Добро, супер. Може и тоа мейлинг листа во време на корона. Да, тоа. Мене За да барем биде ми е уште тоа интересно. За да биде. Да, мейлинг листата е страшно интересно. Може. Може ја дека се ми даде Рино една идеја во однос на ова, да прашам се. Ме слушате, да? Да. Океј. Овие, да кажам, на Facebook луѓе кои што ставиле лайк на страната, како да ги доведеме во ете таа мейлинг листа или да ги насочиме према веб страната или како. Ајде да ги споиме тогаш две работи. Едното е lead generation и другото е креирање на мейлинг листа и тоа ќе го споиме со корона. Три работи. Претпоставуваме разбравте, не знам дали добро објаснив. Да. Конкретно е, значи, Керхер Клинтек Македонија и сега имаме лајкови од одредени луѓе. Сега тие луѓе штом ставиле, потенцијално се заинтересирани. Како тие да ги донесеме према нас да бидат потенцијални, односно да бидат купувачи на крајот од криштата? Магичен збор е акција, а технички се изведува со лендинг страна и со врзување со систем за мейлирање и мислам дека имаме веќе тема, да не му ја думам што да правиме за следниот пат. Мислам дека имаме топ тема за следниот пат. Одлично, супер. Дечки, поздрав. Таа тема, така. Има што да слушате. Океј, седете ми сите со здравје. За сите, чекајте. Чекај. Стој. Чекам. Чекај. За сите работи, целосна поддршка, Горан ви стои на располагање. Ова е неговиот телефон. Ова ти беше добар крај. Јас реков Горан за тие работи. Батеријата ми е полна секогаш, така да не се грижете. Поздрав од мене, поздрав од Златка и целиот тим. Поздрав.